снежна приказна покрај огништето. Беше студена зимска вечер. Снегулките надвор се вртеа како мали балерини. Малата Мила беше во домот на баба и дедои. Но во куќата беше темно. Единствената златно-црвена светлина доаѓаше од огништето, што дедои на Мила постојано го ложеше со дрва. Ах, сега ли требаше да снема струја, баш кога одлучивме да играме карти, се муртеше Мила. Ке дојде, ама и да не дојде, ние си имаме доволно дрвца за во каминот, ке ни биде топло, да не се грижиш, дедино. Нека му ја мислат оние што се греат на струја, се обидуваше да ја расположи дедои. Дедо, се слушна повторно гласот на Мила. Знаеш ли што? Што? Праша дедото. Дали може сега ти да ми раскажеш некоја случка кога си бил мал? Праша Мила со мекост и љубопитност во гласот. Дедото се подума малку, погледна кон бабата, која му се насмевна во знак на одобрување. Добро, може, рече тој. Ке ти раскажам за времето кога еднаш ме фати снежна бура. Очите на Мила се ококорија. Вистинска снежна бура? Навистина? Слушам, дедо, ајде раскажувај. Дедото се поднакашла за да си го исчисти грлото и почна да раскажува. Кога бев малку поголем од тебе, живее во мало село, кое речи си беше на врвот на планината. Зимите тогаш не беа како сега. Имаше големи снегови, до половината ми стигаа и повеќе. Навистина, се чудеше Мила, додека си замислуваше какво изгледа кога има толку многу снег. Едно утро, продолжи дедои, иако надвор имаше вистинска снежна бура, решив да одам кај мојот најдобар другар, кој живееше на другиот крај на селото. Родителите ми рекоа да почекам, но јас бев упорен и тврдоглав. Бев сигурен дека лесно ќе се снајдам. Се уште си тврдоглав, дофрли баба и на Мила и почна да се смее. Дедото ја погледна подоко и продолжи. Макс, мојот голем, црно-бел овчарски пес, секогаш беше со мене. Никогаш не ме оставаше сам. Така и овој пат. Одеше пред мене и ми го покажуваше патот. Но снегот ги беше покрил сите дупки и неравнини покрај патот и јас одеднаш се лизнав и пропаднав во длабок снег. Почнав да викам помош, но немаше кој да ме слушне. И Макс лаеше колку што можеше погласно, но залудно. Се обидуваше да ме извлече, но шепите му пропаѓаа длабоко во мекиот снег. Почна да дува силен и студен зимски ветер, а од небото се ронеа уште поголеми снеголки, остри како иглички. Леле, дедо, сигурно си бил многу исплашен, рече Мила загрижено. Признавам, бев многу исплашен. Се покајав што не ги послушав мама и тато, ама знам дека си се спасил, но како? Беше нестрплива Мила. Како де? Се насмевна дедои. Останав целосно сам. Макс го снема некаде. Го довикував, но залудно. Рацете почнаа да ми се вкочануваат и никако не можев да излезам од длабокиот снег. Снегот паѓаше се побрзо и погусто. Целиот бев побелен, а ветрот дуваше толку силно што повеќе не можев ниту да гледам, ниту да зборувам, ниту да мрдам. И што направи дедо? Се чудеше Мила. И тогаш од нигде никаде се појави Макс. Го гледав како низ магла, лаеше, ама јас не можев да го слушнам. Сакав да викнам, но не можев. Ги затворив очите и повеќе не се сеќавав на ништо. Леле бе, дедо, како си можел, се чудеше Мила. Кога се обидов да ги отворам очите, не можев. Не знаев каде сум и што се случува. Само почувствував дека некој ме носи в раце, но не можев ништо да видам ниту да изустам. Кој те пронајде? Кој те спасил? Прашуваше возбудено Мила. Макс се вратил дома. Лаел и тропал на влезната врата. Татко ми веднаш сватил дека нешто не е во ред и тргнал по него. Ме извадил од дупката, ме кренел и ме донел дома, пробивајки се низ снежната виулица, заедно со Макс. Леле, дедо, па ти навистина си имал страшна снежна авантура, но со среќен крај, рече Мила со олеснување во гласот. Те така се куртулив тој ден, рече дедо и ја прегрна. Мојот најверен пријател, мојот храбар пес Макс, не ме остави сам, ме спаси. А дали потоа те искараа мајка ти и татко ти? Беше љубопитна Мила. Да не бев толку премрзнат, може би ќе си добиев лекција,
Ама бога ми, студот и стравот што ги собрав ми беа поголема лекција. Разбрав дека не треба да бидам толку тврдоглав, призна дедото. Кога има невреме, треба да се биде внимателен и да се слушаат постарите, заврши тој. Леле, шепна Мила. Макс бил вистински херој. Посакувам да можев да го запознам. Дедо и стана од каучот и отиде во другата соба. Се врати со една стара црно-бела фотографија, која ја подаде на Мила. Нејзините очи блесна. Ова е Макс? Праша. Да. Тој беше најдобриот пријател што сум го имал во животот. Огнот пукотеше во огништето. Надвор снегот престана да паѓа, а набрзо дојде и струјата. Раскажи ми уште една приказна, дедо, молеше Мила, прозевајќи се. Мислам дека за вечерва беа доволно снежни авантури. Сега е време за еден топол планински чај и на спиење. Кој сака чај, нека крене рака, рече бабата. Јас, викна Мила, која од рацете не ја испушташе старата фотографија. Ги чувствуваше топлината на огнот и љубовта на нејзините баба и дедо. Вистинското пријателство значи да си херој за оној што го сакаш. И јас ке се потрудам да бидам добра, како Макс, прошепоти таа и внимателно се напи од филџанот со жешок чај, што го држеше во рацете.